Со литија низ централното градско подрачје и сечење на славскиот колач денес се честуваше големиот христијански празник Свети Никола, а истовремено и патрон на градот и Брегалничката епархија. Свети Никола Чудотворец е светецот заштитник на децата, морепловците, девојките, сиромашните, учените, пекарите, аптекарите, трговците и патниците. Тој помогал на сиромасите, сето свое богатство го подарил на народот, живеел за луѓето, творел, стварал, помагал и живеел многу години и сите се молиме за него и е заштитник на нашиот град Штип. Тоа е еден свечен празник за нас, за сите и треба да го поштуваме, традициите го карактеризират човекот за дека стварно потоа се разликуваме од другите. Вчера вечер во соборниот храм на Свечена академија беа доделени признанијата и орденот Свети Никола. Ја користам оваа прилика да им посакам многу успех, да работат уште повеќе за добро на целата држава, на општината, да направиме уште повеќе убави дела како што правил Свети Никола. Ја користам приликата на сите граѓани на Штип и на граѓаните на Република Македонија од православна вероисповест да го честитам утрешниот голем празник Свети Никола. Признанија доби директорката на Агенцијата за финансиска поддршка Билјана Вуковик, директорот на јавното предпријатие за државни патишта Александар Стојанов, како и директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески. Орденот Свети Никола вчера вечер свечено му беше врачен и на познатиот штипски кардиохирург доктор Жан Митрев. Сето ова ми значи многу и така сум, морам да признам, и емотивно, веќе допрен со сето ова и се надевам дека и понатаму со мојата работа, со мојот живот и со сето она што го правам, ќе го оправдам ова признание. Ова признание ми е особено драго пред се затоа што доаѓа од градот со кој што во изминатиот период многу соработувавме како Агенција за млади и спорт и како влада на Република Македонија. И второ затоа што го носи името на еден од најдобрите светители кои што многу ги почитувам, Свети Никола, патронот на градот Штип. Ја користам оваа прилика да се благодарам пред се на штипјани и на градоначалникот Илчо Захариев за ова признание. Чест и задоволство е ваквото признание, затоа што ова е признание со кое што нас не означуваат за личности кои што сме помогнале за овој град, кои што сме помогнале во инфраструктурното разубавување на градот. Тоа е за нас само предизвик плюс и едноставно поттик да и понатаму се вложуваме во нашето професионално напредување. Новинарот Љупчо Шатевски, деканот на Рударско-геолошкиот факултет Борче Крстевски, добија признание за успешна промоција на градот. Проектиран буџетот на општина Штип за наредната година. Основниот буџет се зголемува за 5%, а приоритетни и развојни проекти се изградба на обиколница за индустријскиот дел на градот и улици во Караорман и низ градот Штип. Општина Штип го проектираше буџетот за наредната година. Купниот буџет на општината со блок дотациите ќе изнесува 946 милиони денари, додека основниот буџет на општина Штип ќе изнесува 507 милиони денари. Вкупниот буџет бележи покачување од 1,5% во однос на претходниот буџет, а додека основниот буџет ќе биде со 5% зголемен. Секако дека и овој буџет најмногу учество имаат капиталните инвестиции и то со учество од 43%, така да можеме да кажеме дека и оваа година главната карактеристика на буџетот е развојниот елемент. Цветков истакна дека средствата од новиот буџет се предвидени пред се за изградба на инфраструктурни проекти, а кои се нотирани во двете развојни програми кои се донесени од страна на советниците во Советот на општина Штип. Тоа се обиколницата помеѓу улица Гоце Делчев и Борис Крајгер, кој што ќе ги поврзува индустријскиот дел со населбата Сењаки, патот, регионалниот пат до општина Карвинци. И исто така, вториот проект, односно програма за развој е асфалтирање и реконструкција на улиците во село Караорман. Овие две програми ќе бидат во износ од 65 милиони денари. Во буџетот на општина Штип за 2017 година се предвидени и реконструкција и изградба на улици во градот Штип, како и изградба на нови тротоарни површини. Во новиот буџет има и нова ставка за финансирање на локалните избори во 2017 година,
кој согласно законот секоја локална власт треба да ги финансира. За овие избори се издвоени 3 милиони денари. Предлог буџетот на општина Штип за 2017 година ќе се донесе од страна на советниците во Советот на општина Штип на последната седница, која вообичаено се одржува на крајот на декември. Општина Македонска Каменица од буџетот за 2017 година одделува 5 милиони денари за поддршка на невладините организации. Со мнозинство гласови за, советниците на општина Каменица го усвоија буџетот за 2017 година. Голем дел од буџетските средства се наменети за поддршка на граѓански организации и спортски клубови. Мислам дека оваа година имаме најголеми буџет од средства кои што се планирани како трансфери до невладените организации во општина Македонска Каменица. Значи на невладените организации приближно и 5 милиони денари кои што се обезбедени за сите невладени организации кои што ги имаме во општината, вклучувајќи ги овде спортските клубови, риболовното, ловното друштво, здружение на пчелари, многу невладени организации од областа за зачувувањето на животната средина, невладени организации од областа на социјалата. Покрај тоа исто така и усвоена и програмата за културно-информативниот центар Романса, кој што ќе се реализира во 2017 година. Основно поголем дел од овие финансиски средства ќе бидат наменени за одржување тековно на овие невладени организации, како и за унапредување на нивната работа. Средствата кои што се планирани и се зголемени во делот на фудбалскиот клуб Каменица Саса се дадени како една мотивација која што очекуваме во при крајот на оваа сезона да влеземе во втора лига. Така да општина Македонска Каменица ќе продолжи поддршка на невладените организации целосно во 2017 година. Од буџетските средства општина Каменица во 2017 година ќе инвестира и во развој на инфраструктурата, но големиот дел од поддршката ќе оди за граѓанските организации, за проекти и за развојни програми. Седумдесет работници од Штипска конфекција, чиј собственик е турски државјанин, си ги бараат за останатите плати и придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Најавија дека доколку проблемот не им се реши, спас ќе бараат во институциите во Скопје. Текстилни работници од конфекцијата Нена Фешан, која е во собственост на турски државјанин, тврдат дека 2 месеци не зеле плата, ниту пак им се платени придонесите за пензиско и здравствено осигурување. Денеска се собраа пред зградата на општина Штип, каде што страна на трудовите инспектори побараа да им се реши проблемот. Бараат веднаш да ги добијат за останатите плати и да им се платат придонесите. Јас сум срцев болесник и немам никакво здравство, не можам лековите да се ги земам. 3 месеца сме препатени, а плюс бронхит наме одладно. Никако. Овоа дали нашата Македонија е многу глупава, што им дозволува на странските инвеститори да дојдат тука, да не зафракават вака, со какво право? Со нашиот труд, со нашата работа, да бидеме зафракнати и псувани. Ситуацијата е катастрофа. Нашата ситуација на никој не би ја препорачала. Неќе ми се слуши исто така плати. Ми речеа, вика, бидеш, вика, у Скопје да си оставиш книжката, тога и вика ќе ги поврнат парите. Што да правам јас? Со една плата дека ќе одам. Ни мажо ми не работи, ни само јас. А кредити имам. Што да правиме? На 59 години кој ќе те прима денеска на работа? Никој не те прима. Револтираните работници најавија дека за нивните проблеми ќе бараат решение во Скопје. Ние си ги тражиме парите, имаме 2 плати за зимање, К15 имаме за зимање, здравството да ни го плате и пензиското осигурување да ни го плате. Доколку не презимат овие нашите тука од општината, ние ќе му се јавиме на директорот у Скопје. Трудовите инспектори денеска ги примија работниците од оваа конфекција, велат дека се запознати со нивните проблеми. Денеска телефонски разговарале со собственикот на фабриката, кој ветел дека ќе исплати платата за 9 месец, со што вработените ќе имаат и платени придонеси. Се очекува проблемот со над 70 текстилни работници да биде решен најдоцна до утре. Дали тврдината која се протега над средното медицинско училиште Јане Сандански во Штип ќе прерасне во здравствен објект е единственото прашање кое вчера му го поставија новинарите на познатиот кардиохирург доктор Жан Митрев.
Според него, отворање на детска кардиохирургија е негова долгогодишна желба, а реализацијата на истата не зависи само од него, не изјави тој. Големите камени ѕидини кои се протегаат на средното медицинско училиште се уште ја чуваат тајната за нивното постоење. Оваа импозантна градба за која се претпоставува дека е поголема и од Скопското кале, познатиот штипски хирург започна да ја гради пред повеќе од 10 години. Тогаш се шпекулираше дека во овие камени ѕидини ќе никне првата детска кардиохирургија во државата или пак ќе биде рехабилитационен центар. Тоа е многу одамна, веќе повеќе од 10 години почнав со припрема и правење на еден, така да кажам, рехабилитацион центар. Меѓутоа, еден добар дел, една основа е направено. Меѓутоа, како и се друго што правам, не го правам така било како, него со некоја моја желба и визија за тоа. И по повеќе од 10 години од градењето на првите камени ѕидови, идејата за отварање на детска кардиохирургија во Штип се уште жива, вели познатиот лекар. Многу работи не зависат само од мене, така да и покрај можностите не секогаш можеме да ги направиме така или условите дозволуваат да го направиме оно што посакуваме. Меѓутоа, ако се створат услови, зошто да не? Во март годинава во Скопје беше пуштена во употреба новата современа болница за врвна дијагностика и хируршки болести Филип II. Со ова беше реализирана визијата на познатиот кардиохирург со штипско потекло за отварање на модерна и современа приватна болница. 23 годишна девојка мета на тројца малолетни разбойници во Штип ја пресретнале на улица и физички ја нападнале, нанесувајќи и повреди по телото. Полицијата ги пронајде напаѓачите. Сега ќе следат пријави за разбойништво. Тројца малолетници нападнале 23 годишна штипјанка. Ја спасиле повиците за помош и гласното викање, пошто се откажале од намерата да ја украдат ташната. Девојката се здобила со видливи повреди по лицето и телото. За кратко време полицијата ги пронајде напаѓачите. Еден од нив имал само 13 години. По преземените мерки и действија од страна на полициски службеници при секторот за внатрешни работи Штип, пронајдени и лишени се од слобода 3 малолетни лица, каде што во присуство на нивните родители водени се службени разговори. За настанот запознат е јавен обвинител и по целосно комплетирање и документирање на кривично-правниот настан ќе биде поднесен соодветен поднесок. Немилиот настан се случил претходната ноќ, 1,5 час по полноќ, кога младата штипјанка се враќала дома. Напаѓачите ја пресретнале на улицата Сане Георгиев. Од позади и наишле 3 непознати лица, при што едното непознато лице со рацете и ги покрило очите, другото непознато лице ја теглело за незината ташна, која ја носела преку раката, а третото непознато лице започнало со рацете да ја тегле за косата и физички ја нападнало, удирајќи ја со нозете во пределот на телото, нанесувајќи видливи телесни повреди. Девојката се уплашила и почнала да вика со силен глас, што најверојатно ги уплашило и напаѓачите, па се дале во бегство. Ова е трето разбойништво на улица за една недела во Штип. Претходно мета на друмските крадци беа 2 штипјанки, едната 59, другата 53 годишна. Првата ја ограбија на улицата Љубен Иванов, а другата на Иво Лоларибар, и двете во центарот на градот. Општина Штип и Домот на младите втора година поред организираат надпревар за учениците во рецитирање на песните од големиот поет и револуционер Ацо Шопов. По повод 93 години од реѓањето на Ацо Шопов во Домот на младите во Штип се реализираше надпревар во рецитирање на песни од револуционерот и поет. Општина Штип во соработка со Домот на младите традиционално веќе го организира овој рецитаторски надпревар кој што го нарековме Младите за Шопов. Имено овој надпревар е по повод 93 годишнината од раѓањето на Ацо Шопов и по повод денот на градот Свети Никола. Идејата на настанот е да се мотивираат младите да читаат, меѓутоа и да дознаваат многу повеќе за нашите домашни поети, за нашите домашни писатели или генерално
веројатно повеќе да научат за ваков поет и револуционер како што е Ацо Шопов. Да се рецитира песна од Ацо Шопов е привилегија. Ке се представам со беседата за Ацо Шопов, ке кажем општи податоци за него и за некои од неговите непознати стихови. Ќе се представам со песната од Ацо Шопов Бела тага на изворот. Ова година учествувам на овој натпревар и чест ми е што представувам гимназијата. Учествував и предходната година, земав прво место и се представив со песната и повторно Црно сонце. Секако за најдобрите интерпретации на песните на Ацо Шопов следува и награди во категории за основци и средношколци. Во општата фејсбуковска Платежната агенција ја објави новата програма за рурален развој за 2017 година. Тежи 33 милиони евра. Подигнување на нови овошни и лозови насади, набавка на добиток и земјоделска механизација, поставување на системи за наводнување капка по капка и подршка на младите земјоделци се мерките кои и идната година ќе ги поддржи оваа програма. Програмата, освен за модернизација на земјоделските стопанства, ќе го поддржи и развојот на руралните средини. Предвидена е финансиска помош за изградба на нови локални патишта, водоводи, а ќе бидат поддржани и проекти во инфраструктурата во недоволно развиените подрачја. Младите земјоделци ќе бидат поддржани со 100 милиони денари од програмата. 425 милиони денари се наменети за инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства, од кои 186 милиони за поставување на капковен систем и 50 милиони денари за набавка на нова земјоделска механизација за житни и индустријски култури. Одиме со преостанатите актуелности. 2 слетувања од пат и 1 верижен судир на возила. 3 сообраќајни несреќи изминатиот викенд се случиле на подрачјето на Штипскиот полициски сектор, во кој најмалку 4 се повредени, од кои 1 потешко. 29 годишен скопјанец е потешко повреден во сообраќајна несреќа кога со возилото Citroen кој го управувал излетел од патот и удрил во камен, информираат полицијата. Несреќата се случила на патот кон селото Кадрифаково, Свети Николско, кај надвозникот на магистралниот пат Велес-Штип. Со возило на итната медицинска помош тешко повредениот возач кој се здобил со шкршеници е пренесен во Штипската клиничка болница каде бил хоспитализиран. Контрола над воланот над возилото кој го управувал Citroen Saxo изгубил и возач од Штип, 27 годишен, кој прво удрил во карпа во Новоселската клисура, а потоа и се превртел со возилото. За среќа се здобил само со полесни повреди. Во саботата околу 15 часот и 20 минути на регионалниот пат Штип-Карбинци-Аргулица дошло до верижен судир на 3 возила. Сите се движеле во иста насока. Во несреќата учествувале BMW, Audi и возило Fiat Punto, а со лесни телесни повреди се здобиле двајца од учесниците, информираат СВР Штип. На денешен ден пред 75 години во виорот на Втората светска војна беше разбиен првиот плачковечки одред. По тој повод денес беа положени букети цвеќиња пред бистите на народните херои. Сојузот на борците од народоослободителната и антифашистичка војна и граѓаните продолжувачи на боречките традиција за општините Штип и Карбинци организира одбележување на денот на загинувањето на првиот плачковечки одред, каде загинаа Васил Дуганџиски, Јаким Стојков и Гера Сунев. На денешен ден 1942 година на планината Плачковица е убиено јадрото на првиот плачковичко партизански одред, составено од Васил Дуганџиски, Јаким Стојков, Гера Сунев и Иван Чукитанов. Предадени од домашни слуга, еден чувар од селото Шипковица, кој се представил дека е тој врската меѓу нив и одредот. Утре дента ги предава на кметот во Шипковица, а тој ги предава во полициската станица во Радовиш. На 18 организирано потера, а на 19 во раните утрески часове извршено напад врз јадрото на партизанскиот одред, каде смртно се погодени Васил Дуганџиски и Јаким Стојков. Гера Сунев ранет успева да се пробие према Радовиш, кој покасно е фатен, затворен во Радовиш, па префрлен во Едризово, каде после мачењето го обесиле
и го фрлиле од спратот за да прикаже дека е тоа самоубиство, а не убиство. Денешното чествување беше одбележано со пригоден говор, а западнатите борци рецитал изведоа учениците. Букети свежо цвеќе положија борците и представници од политички партии, како и представници од локалната самоуправа. Кон крајот на дневникот следуваат и спортските актуалности. Боксот на голема врата се враќа на ринговите широм Македонија. По одличната организација на државното првенство во Битола, штипјани присуствуваа на фантастична манифестација Меморијал Јордан Мијалков во организација на Боксерската федерација на Македонија и боксерскиот клуб Пинк Пантер. Меморијалниот турнир Јордан Мијалков го привлече вниманието на боксерските сладокусци од Штип, како и кремот на боксерските работници и некогашни легенди од цела Македонија па и пошироко. За разлика од првиот меморијал, кога настапија боксери членови на репрезентација од повеќе земји, на овој втор меморијал настапуваат боксери од клубовите на Македонија, Косово и Србија. На програмата се предвидени 14 борби, се извинувам, од кои 2 се за државното првенство финале и 12 борби се она што е официјален дел за Јордан Мијалков. Сега, во тие 12 борби, официјалниот дел од Јордан Мијалков настапува фактички кремот од македонскиот бокс. Настапуваат сега повторно на рингот е Мартин Алексов, Никола Арсов, Јонус Киле, тие се од бокски клуб Пинк Пантер, тука е Гоце Јаневски, тоа се сите веќе докажани репрезентативци. Од помладите, перспективни репрезентативци, овде Александар Ристовски, овде е Роберто Ристовски. Поскоро 2 годишно затишје започаа да поддувнуваат некои нови поволни боксерски ветрови. Ново раководство, нов управен одбор, нов председател на чело на федерацијата, нови визии, нова генерација во поход на нови успеси. Поканети се 3 држави, тоа се Косово, Србија и Македонија, со 28 напреварувачи кои што ќе такмичат во 14 борби во 3 возрастни категории, тоа се јуниори, кадети и младинци, односно сениори. Ја користам приликата да ја искажам благодарноста до Пинк Пантер за оваа професионална организација, на која што поканивме гости од сите градови широм Македонија, тоа се Струга, Гости, Вартетово, Скопје, Куманово, Штип, Делчево, Валандово, Прилеп и Битола, па и некои други со цел да видат како се прави една професионална организација на боксерски турнир, затоа што во 2017 година во склопот на Националната лига, која што ќе биде ново формирана на ниво на држава, ќе треба сите да бидат домаќини и организатори на истата. Затоа и се поканет да видат како се организира и како се спроведува една ваква манифестација. Во исто време би сакал да искористам приликата да му честитам на ново избраниот заменик председател на регионалната лига од 6 бивши југословенски републики, а тоа е вашиот сограѓанин Иле Младеновски. Боксот на големо се враќа на ринговите широм Македонија. Минатата недела одлично организирано државно првенство во Битола, а сега уште подобра манифестација во Штип. Како ново избран председател на Боксерска федерација одлучив државното поединечно првенство во бокс да го организираме токму во Битола, затоа што најголемите пионерски имиња во боксот потекнуваат токму од Битола и публиката желна за спортска манифестација и за бокс најмногу ја има во Битола. Имавме 4000 публика која што беше во дводневен настап, на која што се прикажа многу добри борби, и тоа 11 во првиот ден, 14 во вториот ден, на која што има учество 16 бокски клуби широм државата. На крај збор 2 за оваа атмосфера. Можете и сами да видите, се надам дека салата не е доволно голема. Мислам дека следното првенство ќе мора да бараме или друга локација или видео бим надвор од салата. Векот му помина во боксот. Веќе 40 години покрај рингот како тренер, а моментално како селектор на македонската репрезентација во формирање на некоја нова селекција. Со ново избраното председателство и новиот управен одбор на Боксерска федерација на Република Македонија, начело со Игор Златков, веќе некои работи добија во динамика, така да веќе почнуваме да кажеме од почеток, меѓутоа со боксери кои беа малку пасивни овие 2 години, сепак тоа го почневе со првиот настап на Златниот гонг, каде една мала изборна репрезентација доследно ја презентираше Македонија како боксска, да кажем, една сила, со тоа што го освоиме и Златниот гонг со наш представник, со Гоце Јаневски, кој денеска ќе имаме прилика да го гледам на овој меѓународен турнир. Општо кажано, значи боксот тргна во нагорна линија. Следува новата сезона, новата 2017 година, во која година
починем систематски со лига надпреварување, каде боксерите ќе имаат повеќе надпревари, повеќе можности да се докажат со тоа што ќе може да биде и кај мене изборот поголем. Во пеколната сала пред огромен број на любители на боксот за најдобар боксер на меѓународниот турнир Јордан Мијалков беше прогласен Никола Арсов од боксерскиот клуб Пинк Пантер од Штип, инаку освојувач и на првиот трофеј. Александар Костич од Србија беше прогласен за најдобар техничар, а Диел Враноци од Косово и Петра Стошиć од Србија беа прогласени за најборбен пар. За крај, одличната соработка на Боксерската федерација на Македонија и на боксерскиот клуб Пинк Пантер придонесува за еден несекојдневен настан, прекрасна манифестација која сигурно ќе се запамети и длабоко ќе го врежи реномето кое го има и кое на голема врата го најавуваат најбоксерските градови во Македонија, Штип и Битола. Утре вторник на програмата ќе бидат куп надпреварите на Македонија во мал фудбал. Жребката сакаше во 16 финалните средби во Штип да се сретнат екипите на Мал Ајакс и на Астиво. Надпреварот ќе се одигра во салата на основното училиште Тоша Арсов со почеток во 19 часот. Трофејот Штипски боречки асови се одликуваше со врвна организација, одличен прием на сите надпреварувачи и со квалитетен настап на младите борачи, 117 вкупно на број од Македонија, Косово и од Бугарија. Трофејот сосема заслужено го освои борачот на Балканец Ненад Панов. Вкупно 117 млади борачи имаат честа со својот настап да го збогатат турнирот Штипски боречки асови, во тест на сите оние покојни легенди кои со своите постигнати резултати остануваат за секогаш бесмртни. По заслуга на организаторите од боречки клуб Балканец, сите присутни надпреварувачи, угледни гости и посетители проследија една перфектно организирана манифестација која долго ја немаше, а толку многу не достигаше. Ова радува и влева надеж во некое повторно будење на борењето, бидејќи ова беше и прв боречки турнир организиран за оваа година. Најте борачи од 12 клубови, од кои 8 од Македонија, Балканец, Бучем од Радовиш, Лирија, Тефејус, Студеничани и Вардар, сите од Скопје, Неготино, 7 мај Леов од Прилеп, потоа Петрич и Катунци од Бугарија и Призрен и Джеват Бенш од Косово, прикажа изварно квалитетни борби во рекорден број на настапи за еден ден. Најдобар и најсилен впечаток остави и освојувач на трофејот е борачот на Балканец Ненад Панов. За најдобар техничар беше прогласен Бесар Алими од Лирија, а најдобра странска екипа беше прогласена екипата на Петрич од Бугарија. Овде го заокружуваме празничното издание на информативната програма на Ирис телевизија. Благодарност за вашето внимание и за крај уште еднаш на сите славеници, честито име и за многу години нека е овој убав празник Свети Никола. До следното издание на вестите, довидуване.